Стоп Корона е името на засега најпопуларната домашна апликација за мобилен телефон, која доправа треба да им помогне на епидемиолозите во справување со COVID-19. Доколку два мобилни уреди со инсталирана апликација се најдат во меѓусебна близина, во апликациите се евидентира кодот на апликацијата која е во нашата близина и времето кога тоа се остварило. Единствен податок што го бара апликацијата е мобилниот број на корисникот. Зачуваните податоци од апликацијата ќе станат достапни за здравствените власти само со согласност на собственикот на телефонскиот апарат, што пак може да им биде од помош на епидемиолозите да ги детектираат точките на пренос на вирусот. Но Стоп Корона не е единствената домашна иновација на фронтот против епидемијата. На неодамнешниот повик на Фондот за иновации и развој стигнале повеќе идеи. Ова решение да го кренеме на по-високо ниво и ние да ја произведеме таа респираторна машина. Социјално вмрежување и комуникација на здравствените работници, поедноставно, полесно креирање на препораки и рецепти. Challenger седи дома е всушност апликација која што ќе сака да ги мотивира луѓето да останат дома, а за тоа да бидат наградени. Какви се шансите на креативните решенија од добра идеја да станат реална алатка во борба со COVID-19? Кавадаречкиот професор и иноватор Димитрија Ангелков изработува по 100 визир маски дневно, кои ги донира на институциите на кои им се необходни. Но решил да оди чекор понатаму и на повикот на Фондот за иновации пријавил прототип на толку бараните респираторни машини. Иако најдобро оценет од сите 546 пријавени на повикот, се повлекол под притисок на сознанието дека нема да го стигне рокот да има готов производ за 2 недели. Но многу ноќи не преспав и многу време изгубив да го решам ова, али како доктор по технички науки, решението е автомобилската индустрија. Сето тие вентили, пневматски, целиот разводници, цели електронски вентили, цела програмабилни логички контролери, сето тоа ги има највисоките стандарди за безбедност, за заштита на животот на еден човек. Ангелков е решен до крајот на април да произведе 20 респираторни машини. На проектот работи во консултација со доктори. Пред да влезе во употреба, неговиот изум ќе треба да помине строги тестови за протокот на воздух, паузите помеѓу дишењето и низа други елементи, пошто следува евентуално одобрување, сертифицирање од здравствените власти. Моето решение заснова на комора пневматска под притисок. Внатре во таа комора стои амбумаската која ќе ги има сите стандарди за заштита на пациентот, медицинска пластика, така да надворешниот дел нема да имаме механички уреди, нема да имаме мотори кои ќе прегреваат, кои ќе застануваат, кои ќе откажуваат. И ова е апел до сите анестезиолози, доктори, ентузијасти, луѓе што се бават со медицина, да се обединиме и ова решение да го кренеме на по-високо ниво и ние да ја произведеме таа респираторна машина. Друго надежно решение, прифатено од Фондот за иновации, на струмичката компанија Медреп. Тие развиваат платформа за бесконтактна комуникација помеѓу лекарите и пациентите, намесно класичната во ординација. Платформата ќе овозможи електронско пишување рецепти, што пациентот ќе ги добива во форма на код на неговиот телефон. Аптеката која претходно е регистрирана на платформата ќе може да го препознае кодот и да го испорача лекот. Здравствениот работник бесплатно се логира, се пријавува прво на страната, после контролата од наша страна од администратор, а администраторот ги добива податоците за пријавениот здравствен работник. Со ваквиот систем на функционирање, вели Бајрактаров, го исполнуваат и условот на Фондот за иновации. Предложените проекти кои би послужиле за време на кризата со COVID-19 да имаат примена и кога состојбата ќе се нормализира. Неговите проценки се дека од 7.000 до 10.000 здравствени работници активно би го користеле изумот на неговата компанија. Ова ќе го поставиме на нов, драстично помоќен сервер, за да може да ги издржи првичните удари
Значи, големиот проток на информации и здравствени работници кои што ќе се онлайн. Не излегувањето надвор, но на сосема друг начин го охрабрува и апликацијата предизвикувач Седи дома. Програмата за мобилен телефон го мери секој час поминат дома, а за возврат корисниците добиваат поени кои може да ги заменат со кодови за попуст во онлайн продавниците регистрирани на платформата. Ние креираме заедница која што ќе си помогна едно со други. Луѓето што можат и што мора да седат дома и тоа да искористуваат попусти, а од друга страна бизнисите да можат да имаат дополнителни приходи. А целта е да го намалиме движењето на луѓето, односно да стимулираме позитивно влијание кај нив, помалку да се движат, а со тоа да бидат наградувани. За да работи, апликацијата бара имейл адреса, возраст и вклучена GPS локација на телефонот. Ја прашавме Рајчик дали е гарантирана безбедноста на податоците на корисниците и што ако некој се обиде да го мами системот. Ние не земаме никакви лични податоци, освен тоа дека мора да биде вклучен нивниот GPS локатор, што го користат многу апликации. Самите оперативни системи на некој начин не лимитираат колку ние често можеме да дојдеме до нивната GPS локација и многу е важно да се напомене дека ние нема да можеме да видиме кој каде престојува. Постојат така наречени системи каде што кога ќе имале драстична промена на вашата локација која што сте ја избрале, самиот систем нас ни праќа грешка во системот. Така ни вика корисников е тотално на различно место, проверете што се случува. Така да тогаш во тој случај нема да бидат доделени поените. Откако ќе заврши кризата со COVID-19, тимот ќе ја употребува апликацијата за нејзината првично замислена намена – мотивација за пешачење и возење велосипед во борба против загадувањето. Овие три решенија се дел од вкупно 16 кои Фондот за иновации и развој ги одбра како најкреативни на повикот. Кај останатите има алатки за поттикнување на читањето кај децата, за борба против лажните вести, за дигитализација во работењето на малите и средните предпријатија, платформа за размена на работна сила помеѓу луѓе кои ја загубиле работата и компании на кои итно им требаат работници. Поголем дел од апликациите се гледа на мерата на самите апликанти да дадат придонес. Че никој не го гледа ова како можност за заработка затоа што е ситуацијата таква како што е кризата и меѓутоа она што е важно како што споменав е дека никаде не забележавме во самите буџети намера на било кој поеде да заработи пари од оваа работа, што е многу важно. Сите овие решенија на крај ќе бидат бесплатно достапни за сите наши граѓани. Најголемата државна помош што може да ја добие кој било од избраните апликанти е 10.000 евра. Добитниците ги потпишаа договорите денеска, а нивните решенија веќе треба да станат дел од секојдневието кон крајот на месецот, период кога се очекува врвот на новозаболени од COVID-19.